Значи, Коан, Тишина, Серенада, Фала, има многу студиски проекти, односно синглови од овој студиски проект, кој што за мене е можеби еден од најбавите издадени во Македонија. Неколку пати сме кажали што во 2019 кога всушност во ова студио најавувавме дека излезе на музичкиот пазар неговиот тогаш и тази издаден студиски албум од изборот на изборот, и мислам дека се уште е еден од за мене најдобрите студиски проекти, а многумина ќе те прашаат тони, добро утро уште еднаш, дали ќе има продолжение. Што ќе се случи со концертот? Мислам дека прво Марко ќе праша дали ќе има продолжение, мене ќе го очекува. Па искрено го посакува. Мислам дека ние и катарите што сме се поврзале многу пати со разговорите, со филозофиите на живот и така натаму, и тој точно знае кон што адресирам, бидејќи во време кога владее општо лудило и хаос, или кога сакаме да не се идентификуваме со надворешниот свет, со се што можеби се случува како реплика, да бидеме автентични на себе, мислам дека тој албум некако го одбележа неговото музичко творештво за мене, во моите очи, иако со Тони Зем, Цеце и јас имаме особено некакви убави спомени и од детството, кога тој пушташе музика по скопските клуби. Сме почнале заедно, што се почнале заедно. Дали сегаш на едно убаво давнешно време сме го спомнали во радио кога ги немавме вечерва со Френки Роуд. Па ние преку радио бевме поврзани уствари, тоа е 2006-та, 2007-та. Дали сегаш дека благодарение тогаш на таа екипа прекрасна од радио, бевме неколку дени на одмор, ако не се лажам тогаш, во градиште. Па работно. Summer Club. Работно, да, ја идев. Долго време седев во Охрид, работев како диџеј и имав тезга што се вика. Резидентно место градиште. Да. Тоа беше градиште Врвот. И Врвна плажа, да, градиште 2. И градиште 3 беше многу симпатична. Градиште 1 сега беше градиште 1. Нормално таа е безвременска. Ја не знам колку. Меѓутоа тоа беше многу добро разработено, имаше добри настани, имаше некој стејдж, имаше онак како се вика кулата, платформата. Така е. И доста така шарено, интересно, оплемен просторот и тројката беше исто така тогаш почетокот убаво е изградија направија, таа беше за нели беа како од радијата гранки повеќе, по алтернативната страна беше на тројката. На тројката. Ние бевме заедно таму работевме и се дружевме, ја бев таму као, не знам, ко камењата, ко плажата. Да, ти беше баш што велиш ти. Се печев. ДНК со целата таа таму градиште заедница. И вистина ни беа убави тие лета и тие мигови тогаш. Така спокојно време и некои убави зачетоци, некоја наша интересна состојба на умот во тој период, ма кебе каква револуција и еволуција се случува денеска да имаме повторно и да ги најаме овие концерти кои што ги имате со Сладка. И да зборуваме за 20 години кариера. Пројдоа 20 години, летна, да. И сега децата порасна, јасен го имаме веќе во школа од септември, скапо сребро. Како сребро? Па мислам, не обелетме. Скапо сребро. Значи мојава коса веќе скапо сребро стана. Па раме за скапо сребро. Тоа е само показател дека вистински го живееме животот во вистинска смисла на зборот. Сериозно, знаеш дека често пати сум ти кажал, сум ти го адресирал дека тој албум ми прави некое свое мое лично прибежиште, особено кога музички артист, да речеме сега веќе со такво творештво како тебе, има нешто во портфолиото како ваква фреквенција на музика, и сум ти кажал дека вистина кога сакам интроспекција сум го пуштал и Коан и Тишина како скандали, баси, кој се ми касе сега. Тоа ќе оставам за нивои времиња, ама еве да речеме сега во моментот ќе ни пуштат колегите, ќе се потсетиме. Сериозно многу ми да прашуваат и веројатно во своја епоха и доба си создаваш свои музички проекти, ама дали сериозно размислуваш за такво некое продолжение кое што нема да биде исто, нормално, меѓутоа ќе биде нешто по сензибилитет. Да, секако. После нели као после галамата е тишината. Тоа е нормално дека ја веќе имам некои такви музики или албуми, песни кои што се без зборење дури. Него само да има музика, едноставно може 2 збора да се кажат и тоа веќе ќе биде врвното. Така е. Каде што нема да имам ќе зборува музиката. Нема ни идеја да пренесувам, ни концерт, него едноставно душата ќе си сама нешто бидува, ќе си кажува. Најверојатно тоа би било следно од таков од таа област. И знаеш да се потсетите. Нема жанр таму. Нема. Таа музика нема жанр. Ја и кога да не е моја, така е правена. Да, таа искуства пренесени
такво едно пакување у пластика ставено. Тони, како излегуваат? Се затвораш во студио и тоа е наплив на емоции, доаѓаат или тоа е музика што се работи со години, може би со денови? Шетам куќе, доаѓа идејата или доаѓа чувството. Сега во ново време на телефон меморираш тоа се? Се запишуваат, да. Порано ги пишував. Како беше порано? Па на хартија. И сега знам да напишам, така ми е некојаш убаво, ми е љубов да пишувам со молив или со пенкало рачно. Меѓутоа е многу поефикасно, полесно е, поедноставно е, одма да се пренесе. Во моментот да го немам сега хартија и овакво, ќе ја меморирам, меѓутоа може да летне тоа. И затоа телефонот, ноутс или кај да се запишуваат, нели, фразите ли, зборот ли, римата, што и да не е рима, да не е песна, нештото, чувството, имам доста, да речеме, забелешки или текстови кои немаат врска со песна. Не знам, се као некоја можда поука, можда глупост, можда тоа ќе прерасне во нешто. Ама глупост може да прерасне во нешто. Зен пораки. Инаку, извини, мојот ја да се не сум во муавета, утрово со Марко коментиравме дека ти и Слаткар и неколкумина од тие времиња или на почетоците да сте дел всушност од златната ера на хип-хопот во нашата земја. И сега, ако Марко го спомена во овој албум, јас ќе ги споменам оние песни од времето. И ти спомена делумно некој Скопјево град, или Микаса е Сукаса и многу други беа кои што вистина го одбележа тоа време. Тони, веројатно нема да се врати истото, но живееме нова, малку поинаква. Ќе се врати сега, извини што те прекинувам, на 5 април у Борис Трајковски. Ќе пробаме да го вратиме. Ќе пробате да го вратите. Но факт е дека имате публика и од новите генерации кои што ги слушаат тие песни. Да. Така, дали си изненадан од тој момент или веројатно тогаш кога сте ги создавале сте били свесни дека ова е нешто што ќе остане и ќе се слушаете па дури и по 20 години? На почетокот можеби не, меѓутоа после веќе кога самите по себе стануваат хит без ние да пробуваме да го бркаме трендот и да го тоа некако наметнеме као хит, бидејќи не сме така работеле, од кога веќе самите стануваат хит, бидејќи народот го прави нештото да биде хит, тогаш веќе разбирам дека ова е безвременска песна, како и многу други македонски, без разлика од кој жанр, песни. Сами по себе стануваат хит, а сега некако се прави дај да правиме хит. Самото тоа наметнување устар не е хит. И затоа не трае, затоа нема хитови, затоа нема песни. Бидејќи намерата со намера ако правиш нешто да биде, да речеме, хитовско, потешко многу да биде отколку ако е со чиста некоја намера, љубов или нешто ако се искажеме ние без да имаме некакви концепти, така станува, така ни се сите хитови усари станат. И затоа се уште се хитови што мене на многу пати не ми се верува дека уште постојат и ги слушаат, па и младиве поготово. Нема за тишина да се фатат за изборот, него за бас, разбираш или? Ама во одредена фаза ќе се фатат и на тие студиски. Све си има зошто, се е по планот. И тоа некако ги носи у едно па друго, па кога ќе созреат, чекај да видиме што е, и затоа имам како се вика мојата биографија, да, или пакување, све. И да си има редослед како у мојот каталог, сакав да кажам. Каталог е сега ова. Ова се негови времиња, може уште еднаш, Златко, колеги, уште еднаш да се потсетиме, ова е пред колку години? Ова е Биги Зелен, добро, ова е 2009-та. Пред 5-16 години во прекрасното аеродром. Да не забораваме дека се уште билети може да се набавите за концертот 5 април. 5 април, да. Спортски театар Борис Трајковски има доста голем интерес, апсолутно не се ни сомневавме, иако го обелодинавте како датум што се вели на година цела, затоа што убаво е кога некои такви животни предизвици од тогаш и сега ги спојувате и правите една цела приказна за сите генерации нови и оние баш те некои мост помеѓу старата и новата генерација. Сега кога велиш ти, сега сме како убаво сребро. И таму коса имам. Тука сме еликсирот и на колагенот кога е избуста на нашите лица. Не, шега на страна, да, ова се убави проекти кои што сте ги имале со Слаткар. Чинам дека паролата која што се имате со концертот спушти се доле, така беше? Да, спушти се доле. Тоа е првиот издаден сингл заеднички, така или заеднички? Не. Не. Микаса е Сукаса. Таа беше прва песна? Не, заеднички како јас и Слаткар заедно, да, меѓутоа претходно имавме
како урбана димензија единствена опција со работка. И песни, како рап химна, не знам. И некој имаш поздрави од колегата Мите од радиото Урбан ФМ, а те коментиравме затоа што за мене беше многу убав проект и Флека. Тој беше исто уште еден многу убав музички проект на кој што работеше пред сигурно има некои 10 години. Па, да, така почнавме ние, као, мислам, Флека и Кикирики, да се флекам. И така составот што се свиревме, го добивме тоа Флека да биде. А тоа е истиот состав што цело време свирал покрај мене, кога сме имале концерти, настапи како иде, и направиме Флека, група. Повеќето од музичарите што се во Флека веќе имаат матични бендови, веќе свират на повеќе места. И тоа исто создадено така нека уба меѓу нас дружба и разбирање за да настапуваме, да си живееме низ тој процес. И тоа постои се уште, не дека е замрено, меѓутоа си треба да сме постојано активни, да имаме постојано свирки, настапи, да не е само името Флека постои, еве као ние не иде така. Си треба постојано работа, постојано свирење, создавање. И се надевам дека и тој прекрасен као па и не е проект, него како нешто создавање на нешто дека ќе си трае. Пред известен период читав едно интервју на Слаткар во кој што коментира за тоа како неговиот син ги прифаќа овие песни кои што во денешно време ги прави. Па така некако и тебе ќе те прашам колку твојот син Јасен кој што веќе е мало големо момче. При училиште или веќе во училиште? Сега од септември година, да. Училиште. Како тој реагира на твојата музика, меѓутоа зборам на ова од почетоците? Од новата, не, он новите ги има начекано и ги слуша, не знам, Бум биди бај бај, Бум биди бај бај, ми пее, што и да спомнам, што и да напишам, во моментот ја постојано ако си го тоа, бидејќи пеач или рапер како иде, дома, гласен на моменти, иде музика цело време, тоа може пола сад да трае истото цело време, бамбара бумбара. И он ги фаќа некои зборови и ме прашува, татоа, што е тоа? И сега он е среќа во овој момент кај што нема, као претходно песните, доста вулгарни зборови, па да се фаќа за нив, него се фаќа за по паметните, да речеме. Да му ги објасна, на пример, што значи, не знам, тоа бум биди бај бај или крај, зашто бум биди бај бај, да речеме. Или не знам, смут зила, што е тоа смут зила, знаеш. А има ли омилена од ти од некогашните на почетоците? Не ги знае. Ќе дојде време сигурно. Тоа тие се за кога ќе порасне. Плюс 18. Тие се за кога ќе порасне, сега да си ги слуша. Они устари, мислам, он си зрее низ изворот на изборот. Он е изворот на изборот. Да не погрешам, мислам дека така го отелотвори тој момент на радост на животот и всушност и во тишина го имаш и Јасен во спотот. Да, ама мислам, од цел тој процес, цело тоа мое заедничко семејно зреење и препуштање на тие некои духовни практики, да речеме, се создава и Јасен, се создава изворот на изборот и тој како еден целокупен производ на нашата домашна состојба, атмосфера, чувства, да и прикажано материјалниот свет. Имено, да. Ако веќе треба да го споделиме како песната форма. Фала, поготово фала е за Јасен и за сопругата. Мислам, буквално еве ви фала е. Едно благодарам. Мене неколку зборови. Знам дека ќе бидеме сведоци нешто многу музички поглавија твои лични со Слаткар и со други артисти, меѓутоа многу ме прашуваат дали овој ќе биде ексклузивен концерт или ќе има патувачка приказна, ќе имате некоја турнеја која што можеби со Слаткар ќе имате со оглед на тоа дека свесни сте дека имате фан база, некогаш и сега да ги споите генерациите. Не знам како иде тој музички експорт и како може пример некој пат да се ставите на адреси на регионот, бидејќи и таму исто така се почитува музиката ваша. Дали има такво нешто? Ова прашање е од публика, дали овој ќе биде сега го ексклузивен? турнеја, да, ќе си направам. Лани направи Слаткар, он се одбележа 15 години, сега с 20 години си као прославувам, јубилеј и ќе си направам нормално нека турнеја после концертот, турнеја или настапи со некој така редослед да се опфатат повеќе места од Македонија. За вон Македонија можеби, меѓутоа
Сега за сега некако целта ми е тука, дома. Не се осеќам као да не сум доволно настапувал и испромовирал, као да треба уште да се работи, па после да видиме за надвор, пошто многу е важно дома да се проиде со свесност и со музика, целата нација, сите места и така. Соците, знаеш како започнав да тренирам на самиот крај, ќе потсетам да или знам дека обсервираме од различните концепти и филозофии на живот, меѓутоа јапонците се ултимативни во некои моменти. Ичиго и чие, како беше? Ичиго и чие. Ете така. Меѓу другото и тоа некако е ова, нели? Ова нема да се повтори во оваа форма. Еден миг, еден момент, еден здив, не се повторува. Се надам дека ова ќе ти биде баш ичиго и чие за тебе и за нас. Ба се што правиме one lifetime, one meeting. Никогаш не може да се повтори ништо. И да треба да го уживаме максимално. Така што тоа е убавината, браво. Ако може да препознаеме дека треба да го уживаме Тоа е максимално. одговорот. Да бидеш присутен во моментот бидејќи нема да се повтори никогаш. Именно, затоа тоа нека ни биде и порака за сите. Кога го спомна тоа пакување на нештото, се надам дека ова ќе го спакуваме сега добро и ќе ги поканиме сите како една на 5 април, да. Да, како една поддршка на концертот. Билети веќе се уште имате да си ги набавите и онлайн. 5 април, Тонизен и Сладкаристика враќаат ни убави времиња и носат ни нови проекти за кои што и говоревме денеска. 4 издадени нови синглови со Милијан лета кои што го слушнавме. Така што се ова спакувано 5 април, Спортски центар Борис Трајковски. Поздрав до Валентина и до Јасен. Фала ви на вас. Се гледаме уште еднаш.